Само со темелна едукација на младите, земјоделството може да доживее прогрес, но и нов начин на производство со запазување на еколошките мерки. Вака смета професорот по стручни предмети во Средното општинско училиште Димитар Влахов, Динчо Крстев. Вели дека најсигурна инвестиција е доброто образование кое ќе произведе способни и компетентни кадри. Како професор по стручни предмети во Средно општинско училиште со училишен дом Димитар Влахов, предаваме стручни предмети и сакаме ова влијание сега што се случува да го наметнеме на учениците, преку овие млади генерации, понатаму да нешто да може да смениме во свеста на посебно земјоделскиот производител, на фармерот, затоа што ние овде обучуваме млади генерации, деца, кои ќе бидат идни производители на храна и ќе бидат стручњаци кои ќе го контролираат производството на храна. Професорот Крстев набројува и некои од најголемите предизвици за земјоделството. Такви се, на пример, загаденоста на почвата и водите. Проблемите се повеќе. Значи, прво ние имаме енормно многу загадување на водите. Имаме загадување на околината. Неправилно и без потреба некаде да преминува хемиски средства. Посебен проблем ни се хербицидите. Со хербицидите толку многу ги загадивме почвите и водите, што веќе имаме проблем при производството на земјоделските производи. Сите тие дел од отровите при производството влегуваат во самиот производ и потоа доваѓаат на масата, тоест на консументот кој треба да ги консумира тие производи. Значи, да не кажам со други зборови во наводници, отрови произведуваме. Значи, земјоделските производители, то треба некој начин да изнајдат модел да го промениме. Ние сме за тоа тука, како тие млади генерации, да се наметнеме и кај фармерот, и кај учениците и нешто да може да смениме. Загадувањето на почвата има големо влијание врз целата планета, а ќе има и голема улога во благосостојбата на идните генерации. Најдоброто што денес може да се стори е да се спроведат мерки за забавување на нејзиното загадување и да се исчистат загадените области, онаму каде тоа е можно. Непреземањето на мерки само ќе дозволи загадувањето да напредува до онаа точка каде почвата ќе стане причина за намалување на здравјето на населението, како и појдовна точка на можни епидемии.